Последни вести денеска, добро вечер. Пред нас е задачата да ја спречиме фрагментацијата на македонското општество. А како и во Климентовото време, потребна ни е заедничка повисока цел, порача вечерва по повод Свети Климент Охридски, председателката Гордана Силјановска-Давкова на Свечената академија под нејзино покровителство. Свети Климент придонел населението да се преобрази во заедница поврзана со солидарност, водена од моралниот компас, а заедницата да прерасне во народ, способен за создавање автентична култура и насочен кон заедничка надеж. Затоа народот го засакал како свој духовен татко, голем учител и верен заштитник, истакна Силјановска-Давкова. Еден народ може да ги надмине премрежијата само доколку е сплотен, посочи во неговото обраќање архиепископот на Македонската православна црква Охридска архиепископија господин Стефан. На Свечената академија, која што се одржа во Музеот на Македонската борба за самостојност, присуствува премиерот Мицкоски, министри во владата, градоначалници и голем број гости. Ние сите се римуваме со Свети Климент и неговите букви, заврши во своето исклучително обраќање писателот Венко Андоновски, кој исто така зборуваше за делото и наследството на Свети Климент. Под негово водство, нашите краишта од политичка периферија прераснале во образовен, просветен и културен центар со древниот Охрид како духовна престолнина. Охридската книжевна школа едуцирала 3500 ученици кои станале учители на словенските народи. Од нејзините препишувачки центри произлегле раскошни ракописи кои што како временски капсули сведочат за континуитетот на македонскиот јазик. Кроток по срце и ревносен по дух, Свети Климент станал мост меѓу луѓето, бивајќи им непоколеблив столб, кој што ги држал заедно во верата, надежта и љубовта кон Бога. Благодарение на своето богоугодно и човеколюбиво дело, тој бил и останува неспоредлива и неповторлива личност во нашата севкупна историја. Која е вистината? Дали во Македонија ќе се враќаат мигранти од Британија или опозицијата спинува? СДСМ обвинува дека власта зад грбот на народот прави штетни договори. ВМРО ДПМН пак уверува дека договорот за стратешко партнерство со Британија не предвидува изградба на бегалски кампови. Дејан Трајковски. Откако дел од британските медиуми објавија дека Македонија е една од дестинациите за депортирање на мигранти кои таму не добиле азил, опозицијата обвинува дека власта нема мандат да преговара за мигрантите. Од СДСМ прашуваат дали власта има безбедносна проценка за ризиците и како Македонија би се справила со мигрантите, ако тоа не можат да го направат ниту високо развиените земји. На британските национални телевизии аналитичарите веќе ја спомнуваат Македонија како држава која може трајно да прими дел од мигрантите. Мицкоски и ДПМН со нивните политики ги бркаат младите македонци од државата, а сега планира да носи мигранти од трети земји. Кој му дал дозвола на Мицкоски да преговара за мигранти? Никој. СДСМ со целиот свој капацитет ќе се спротистави на овие антидржавни политики на Мицкоски и ДПМН. Од ВМРО ДПМН пак тврдат дека договорот со стратешкото партнерство со Британија не предвидува изградба на бегалски кампови, туку изградба на инфраструктура, автопати, железници, а опозицијата според нив спинува. За жал на опозицијата која што се обидува да спинува, нема да се градат било какви бегалски кампови. Британија, откако излезе од Европската Унија, со сите земји од Западниот Балкан, но и со самата ЕУ, склучува вакви договори каде што Британија ја враќа легалната основа на Фронтекс,
таму каде што Македонија и земите членки на Европската унија, земите кандидати имаат легална основа за борба против организирана нелегална миграција и заштита на границите, тоа го прави Британија со овој дополнителен механизам кој што е комплементарен со Frontex. По бројните написи и дебати во британските медиуми дека постои можност нелегалните мигранти од Британија да бидат депортирани во Македонија во повратни центри, според како што наведуваат планот на премиерот Стармер, вчера од британската амбасада повторно беше реафирмирана соработката меѓу двете земји, а во објавата не беа споменати мигрантски кампови. Пред неколку месеци амбасадорот Лосон демантираше изградба на мигрантски кампови, односно кажа дека станувало збор за поголема полициска соработка и борба против криминалните мрежи. Премиерот Мицкоски од Конгресот на ВМРО ДПМН, каде што едногласно беше реизбран на претседателската функција, ги посочи двата столба за кои што Македонија е подготвена да разговара околу пристапните преговори. Пресудите од Страсбур и нови заклучоци од Европскиот совет. Би довело ли тоа до стендбај во преговорите и што може земјава да направи доколку не ги добие потребните гаранции од ЕУ? Детали има Михајло Видимлиски. Интензивирање на дипломатската активност и нова Формула 1 од решенијата во случај Брисел да не даде прецизни гаранции, вели поранешниот амбасадор во Берлин и Виена Ѓорги Филипов. Премиерот Христијан Мицкоски од партискиот конгрес во Кавадарци порача дека Македонија мора да обезбеди решение со јасни црвени линии, кој ќе го заштити идентитетот и ќе спречи идни условувања и предавства. Филипов вели ако не се исполнат обврските, а земјава не добие гаранции, не исклучува да дојде и до замрзнување на преговорите за членство. Едно од најверојатните сценарија, ако дојде до одложување на уставните промени, а после изгледа ќе дојде, реформите значи се ставаат на пауза. Владеачката гарнитура ќе одбие да го притиска тоа прашање, додека не постојат гаранции. Не верувам дека Европска унија ќе даде некакви специјални гаранции за тоа, бидејќи таа инсистира разговорите се водат како и со секоја друга земја. Тоа значи дека патот кон членството на ЕУ на некој начин ќе остане замрзнат. Со можност за натамошно одмрзнување доколку се постапи по засега цврстиот став и на Европска унија и на Македонија. Затоа е потребно интензивирање на дипломатската активност наша. Не само посети, туку и интензивно барање на нова формула, доколку не ја прифаќаме ова, која што може да биде на некој начин прифатлива и за Европската унија. Мицкоски рече дека не гледа соговорник во Софија за отворените прашања, но и порача дека е подготвен да разговара во Брисел, но нема поместување на позициите без доследна примена на пресудите во Страсбур кои се однесуваат на македонците во Бугарија. Нема поместување ниту милиметар она што им припаѓа на македонците од другата страна на границата во Пиринска Македонија. А тоа е ни помалку ни повеќе доследна примена на сите досегашни пресуди на Судот за човекови права од Страсбур. Ако навистина никој нема проблем со нашата вековна идентитетска константа и нашиот мајчин македонски јазик и дека нема да има повеќе билатерални вета, тогаш најмалку што заслужија граѓаните на оваа земја е нови заклучоци од страна на Европскиот совет. Ова се двата столба за кои што сме подготвени да разговараме. Мицкоски порача на Софија и да одлучи дали сака билатерални разговори или разговори со Брисел, но и дека партнерството со НАТО и Европската унија може да биде силно само ако е рамноправно. Тоа беше се. Пријатна вечер.